Паднат потпорен зид причинета материјална штета. Ваква слика го разбудила утринава Аднан Мемедов од Штип. Околу 6 часот утринава вели кога се разбудил, зидот паднал според него заради врнежите од дожд и постојаната влага. Околу 700 евра потрошил за да го изгради зидот, а сега останал без него. Имав зид направено тука позади мене. Голема штета, од дождо ми свурна. Пред тоа не падна, кога го направија пато, новиот пат. Значи тоа веројатно е од тресењето на булдижерите и даде му малку отпорче и толку. И са бајле, кога станувам, гледам околу 6,5-7 сато, зидот ми падна. И кога биде, за мене тоа шок падна. Насип е тука е насип. Оно прво требаше да се направат тротоарите, убаво подпор да има и после да се направи пато. Ја мислам, и јас сум градежник, и ја работам градежно. Дека што сме работиле преку фирма, значи до сега не видна така. Па штетата 17 метра е длго, 17 метра е друго, мене ми кошта околу 700 евра. Значи материјалот е сега скапо и така, ако може нешто помош, добро, ако не, па здравие. Вели со една плата не може повторно да одвои средства за нов потпорен зид, а истовремено да одгледува семејство и да преживее. Бара помош од институциите и граѓаните за да му помогнат и повторно да се изгради зид. Апелирам до надлежните да дојдат да видат на лице место како е паднато. Ако може да се помогне, добро, ако не, од тоа поздравие нема нигде. Тоа го тражам. Со една плата не можам ништо да правам и тоа се преку фирмата земам јас материјало, од платата ми сопират и што земам на рака плата, дали ќе земам 10.000 пари, оние другите ми ги сопират на платата. Апелирам до градежните вработени, кои го направија пато, ако може па да ми се помогнат да го направат зидо. Од општината вела дека потпорниот зид на Мемедов не е во нивна надлежност, а улицата Панко Брашнаров е реконструирана пред недела дена и тогаш немало никакви проблеми со потпорниот зид.